се враќаме назад во главниот град, остануваме на рубриката Скопски агол со колешката Елизабета Спасеновска-Дамјановска. Таа денеска е во Скопската зоолошка градина, каде викендов беше отворен оној фамозен Дино парк и експресно беа собрани огромен број посетители, барем според оно што можевме да го забележиме на социјалните мрежи, речиси и нема родители кои не го однесоа своето дете викендов во посета на Дино паркот. Но нешто повеќе за тоа ќе дознаеме од линковското вклучување на колешката Бети. Бети, добро утро. Ако не се лажам, разговараш со директорот на зоолошката градина Ѓорѓе Галетановски. Повели со разговорот. Добро утро до вас во студиото и добро утро до нашите гледачи на утренски брифинг. Денеска се вклучуваме од Дино паркот и разговараме со директорот на зоолошката градина Ѓорѓе Галетановски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Се отвори Дино паркот викендов, беше долго најавуван и долго очекуван и веднаш собра голем број посетители. Имате ли некаква бројка колку луѓе го посетија викендов? Па да, беше долго најавуван и долго очекуван, пред се поради проблемите со пандемијата, со транспортот малце се одложи. Викендов го посетија околу 8000 луѓе. Убава бројка. Да, преполно беше. Имате ли, дојдоа ли до вас реакциите, коментарите на граѓаните, какви се впечатоците? Па имаше некоја анкета, правеа некои медиумски куќи, видов дека, кој што гледав на вести, видов дека реакциите се добри, убави се, и од родителите, и од децата. Позитивно е прифатено, децата се радосни, посетителите ме радува тоа што внимаваа на протоколите, не вадеа маска, носеа маски, пазеа на такви работи и општо сите беа задоволни овие 2 дена, барем овие. Колку има експонати овде во Дино паркот и на колкава површина? Па некаде површината е околу 2100 или 200 квадрати, околу 41 експонат има. Ќе ни кажете колку време се подготвуваше Дино паркот и колку време беше потребно за да се изработат овие експонати и каде се изработува? Вака Дино паркот, проектот беше завршен 2018 исцртан. Знам дека јавната набавка беше 2019, па фати кај што ви кажав пандемијата, не можевме да го спроведеме транспортот од Кина. Мислам фирмата што е работеше јавната набавка не можеше да ги донесе експонатите. Околу 2,5 години, скоро 2 години и неколку месеци траеше. Знам дека се од Кина. Транспортот беше исто така комплициран, ги носеа со континери огромни и среќа сега што убрзавме малце и успеавме да отвориме. Се зборува и многу околу вредност на Дино паркот. Разни се реакциите и коментарите на граѓаните, од она што можев еве јас да го слушнам. Има и такви кои што се со критички осврт, велат дека можеби во време на пандемија ова е голема сума на пари, ќе ни кажете вие колку се потрошени, дека можеле за нешто друго да се наменат средствата. Меѓутоа јас ќе ве прашам, очекувате ли дека од билети ќе се вратат потрошените пари? Па средствата секогаш можат да се употребат за друго. Прво, овие средства се одвоени во време кога не постоеше, кога не знаевме што е пандемија. Второ, малце погрешно се представува цифрата. Цифрата да е околу 320.000 евра, но 320.000 евра значи изградба на објектов плюс набавка на експонатите, тоест на диносаурусите, што за мене е мала цифра во споредба со што е изградено и за каков проект се работи. Плюс проектот е исплатлив, како што кажавте и вие, така да јас гарантирам дека за околу година и пол до 2 ќе се врати во буџетот, ќе се вратат тие средства. Имате ли во план да организирате, да речеме, едукативни тури? Еве, јас ќе бидам искрена, јас во саботата викендов исто така со моето семејство бев тука присутна, нели на барање на моето дете, меѓутоа немам јас некое големо лично познавање околу тоа кој диносаурус од кое време бил, дали потекнува од јура периодот или од некој друг. Планирате ли да има и такви едукативни тури каде што ќе се запознаат посетителите подетално со секој експонат? Па да, вие сте биле сабота прв ден, сега малце повеќе гужва, се уште не сме
комплетно средени. Јас сакам да имаме тука едукар кој ќе ги води децата. Планираме да ставиме. Покрај тоа што има едукативни табли пред секој диносаурус поставени со нивните имења и историја, верувам дека ќе почнеме и со едукација за младите. Тоа ни беше и во првите планови. Се плашите ли можеби од евентуални оштетувања на експонатите, од вандалски чинови, можеби и не намерни, меѓутоа најмладите во тој некој изблик на еуфорија и емоции знаат да ги потегнат за заби, за јазик, за рака. Се плашите ли дека ќе ги оштетат? Па видете, не се плашев кога се правеше и затоа не инсистиравме да има високи огради во оглед на тоа да ги гледаат децата да бидат поблиску до нив. Не им се лутам на децата толку колку што повеќе им се лутам на некои од родителите. Навистина има совесни родители, ги предупредуваат своите деца, еве и нашето обезбедување колку може, меѓутоа многу беше гужва. Ама сепак децата не се виновни за тоа што се радосни, сакаат да ги чепкаат, да ги допираат, но родителите се пред се тие што треба да ги учат да не се прекачуваат преку оградата. Околу влезот, кога започна да се гради динопаркот, на пресконференцијата бев присутна и јас со градоначалникот Петре Шилегов, беше најавено дека ќе има влез и од страната од зоолошката градина, сега е влезот само од страната на паркот, ќе се отвори или другиот влез? Нема да се отвори, бидејќи тоа би создало само проблеми, ќе се меша луѓето, не би било организирано и безбедносно како што е сега, тој ќе остане технички сервисен влез. Ќе биде само од страната на градското. Кога отвара динопаркот и до колку часот навечер работи? Динопаркот отвара во 9 утрината, се затвара во 9 вечерта. Која е ваша препорака? Поубаво е да се видат навечер, кога се осветлени со рефлектори или преку ден? Како што ги видов ефектите ноќни, ми се допаѓаше многу повеќе ноќно време, меѓутоа убаво и преку ден. Меѓутоа ноќта има поубави ефекти има вечерта. Би ве прашала и за останатите активности на зоолошката градина. Неодамна пристигна и пингвините од Русија и тие исто така долго ги очекувавме. Кога ќе можеме да ги видиме нив и дали се очекува и пристигнување на нови животни? Да, и со пингвините имавме исто така голем проблем со транспортот. Поради пандемијата, среќа мојот тим што работи меѓународни односи беа многу ажурни овој период и успеа некако да ги донесат покрај тие од Италија кои пристигнаа пред 2 месеци и овие од Русија. Сакаме, карантинот ќе трае уште некои 10 дена, па да ја отвориме свечено и нивната огромна куќа што ја правевме нова, да ги пуштиме заедно во отворениот базен. А нови животни секогаш ние носиме во месец отворен по некој вид, така да сега ќе ни стигнат некои кенгури, сакам бел тигар сега да донесеме и птици некој овој месец, па понатаму ќе видиме. Од студио ни јавуваат дека имаме и прашање од нив. Може да го слушнеме прашањето. Бети, забележав позади вас табли, па ме интересира дали има информации за видовите на диносауруси, дали е всушност ова едно едукативно катче за најмладите? Фала за прашањето. Од студио не прашуваат дали на овие табли кои што може да ги забележиме и ние и гледачите, ги има буквално сите податоци за диносаурусите и може да се каже дека се едукативни. Знам дека на овие табли напишани се основните податоци за диносаурусите, меѓутоа ќе забележите еден QR код на долниот дел од таблата, таму се доближувате со вашиот телефон, имате аудио историја на 3 јазици, македонски, англиски и албански, таму се комплетните податоци. За едукативните тури зборувавме и претходно во разговорот. Се надевам дека наскоро ќе бидат воведени, па можеби тука ќе се организираат и детски родендени, како што е тоа случај и со зоолошката градина. Јас тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Исто фала и на вас што дојдовте. А со овој разговор од новиот динопарк ние се одјавуваме од денешното вклучување во утренски брифинг и оние кои што не биле викендов, кои што не успеа да го посетат динопаркот, нека дојдат затоа што е навистина убаво и не секојдневно место каде може да се помине едно убаво предпладне или попладне.